Ако некој може да се сети од вас, значи пред 3 саботи, што зборувавме, тоа е добро. Да, сите некако забораваме, односно немаме некој, кој знае колкаво памтење, но па и далеку беше пред 3 саботи. Почнавме со Даниел 1 глава, и видовме некои интересни паралели со денешното време и поуки кои што може да ги извлечеме од неговиот живот и животот на оние 3 младенци, израелци, кои што се викаа како? Зошто сите така ги нарекуваме? Анани, Мисаил, ја уште ги учам, и Азари. Тоа се нивните еврејски имења. Го видовме Даниел, заедно со нив троица. Еве, пауката некако фаќаше и тој дел. Во Вавилон, одведени во Вавилон, во робство, воени, неповолни услови, млади луѓе, но сепак се држат цврсто за вистината и на Божја страна. Нешто што треба да не охрабри не само и младите денеска, туку и сите нас. И ние живееме на некој начин во време на една нео-вавилонска империја, која што се повеќе се подига, дали тоа некој го гледа или не, или е свесен или не, ние би требало да сме свесни да го гледаме, кога може би тоа робство не е од таков тип, како тогаш, но време во кое што не е лесно да одолеете, да кажам, на сето она што Вавилон го нуди. Зашто ние живееме, ние сме обколени со Вавилон, со вавилонски идеи, вавилонски систем на образование, вавилонска трпеза, ако сакате, минатиот пат, токму на тоа се задржавме, на она цврсто држење на Даниел, на Анани, Мисаил, се извинувам, и Азари, кои што не пробале, одлучиле да не пробаат од вавилонската, од царската трпеза. И се вели тамо дека се спомнува во Даниел 1 глава дека тоа биле само тие четворица, нели, биле избрани посебни момчиња, млади, кои што биле со одредени карактеристики. И сега може да запрашаме што се случувало со останатите. Како што кажав, не е едноставно да одолееш. Апетитот е една страшна работа. Не е тоа темата денеска, меѓутоа сакам да поврзам, затоа што сме заборавили од тогаш. Денеска Вавилон нуди се. Замислите си сега, вие повикани сте од царот, во царскиот коледж тамо да учите, 3 години, воспитување, врвни учители, врвна храна, врвна трпеза, и вие да го одбиете тоа. Да речете, не, ние нема да пробаме. Веројатно останатите кои биле избрани, зборувавме за тоа, за избор, си рекле, ау, каква прилика на царскиот коледж таму, во царското училиште. Па леле, па кој знае какво јадење секи има таму, па каков третман, па. Меѓутоа тоа не било случај со Даниел. Денеска тоа е престиж за мнозина, да се запишат во некои познати школи и така натака. И сето тоа има и некои добри страни, секако не би сакал да кажам ништо што може и погрешно ќе се свати, но што им било поважно ним? Она што го научиле од Бога, она што го научиле веројатно и од своите родители, она што го примиле како вистина. Дека нема да се опоганат, да се осквернат од таа трпеза. Дали било чисто или нечисто јадењето, и тоа е битно, меѓутоа е битно тоа што било принесувано и на идоли, што на нив посебно исто им сметало. Во време на робство, како робови, сепак се одржале. Значи, нема изговор за нас денес. Затоа што
Ние барем не сме во такво робство, не сме во такви услови. Се спомна и за време на пуката, дека дури им било и убаво на повеќето. И овде се гледа, значи издвоени се само четворица. Што правиме со другите? Значи, веројатно си се прилагодили, им било удобно. Забравили на Бога. Забравили на неговите принципи, ставови и така натаму и учења. Сакав само да кажам дека немаме ние изговор денес, ако се споредиме со Даниел во тоа време, дека ете на нас не е нешто посебно тешко, па да не можеме да го одбраниме Божиот став, Божите принципи и да стоиме на страната на вистината. Не е лесно, се сложувам, со човечки сили, ни еден човек не може, но со Божја помош можеме. И видите, заради тоа што обстојале на Божја страна, каков благослов добиле. Иако може би најведом изгледа едноставен овој тест. Дори за 10 дена, само во рок од 10 дена се виделе значителна разлика и резултати кај нив. Ако читаме во прва глава од 17 стих до 21, еве што ги прочитаме. Како Господ ги благословил. На овие 4 момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Даниел ги разбираше виденијата и сонништата. Господ му дал да разбере и соништа. Тоа што ќе го видиме веднаш во втората глава. Откако се исполни времето одредено од царот за да му ги доведат, старешините на предворниците ги воведе пред Навуходоносора. Царот разговараше со нив, меѓу сите не се најде ни еден како Даниел, Анани, Мисел и Азари. И така тие останаа пред царот. Значи беа избрани, беа дел од царскиот двор, од таа елита околу царот, да му помогнат во неговото владење и во ред други работи. И во се мудро и умно, зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство. И Даниел вели 21 стих, остана таму до првата година на владењето на царот Кир. Останал и повеќе. Видите каков благослов, мудрост, разбирање. И некој може би ќе каже, па нема кој знае каква поврзаност со тоа што јадеш и со разбирањето на вистината и на тие небесни мудрости пред се. Има или нема? Секој дека има. И тоа голема врска. Сега ќе видиме неколку други паралели кои што ќе ги видиме во втората глава од книгата на Даниел, кои што може да ни послужат и денес. Како тоа живеел Даниел заедно со овие троица верни млади израелци, откако добил разбирање на книгите, на мудростите, на соништата, на виденијата, веднаш во втората глава на книгата од Даниел гледаме дека царот сонил сон. Ја би сакал да го прочитам, иако сите го знаеме. Значи втора глава од 1, па понатаму читаме до крај некаде 11 стих. Во втората година на Навуходоносоровото владење, Навуходоносор сонуваше сон. Неговиот дух се вознемери. Заради тоа и сонот го остави. Царот нареди да бидат повикани волшебниците, гаталците, проколнувачите и звездарите, за да му го протолкуваат сонот на царот. И така дојдоа, та застанаа пред царот. Царот им рече, сонував еден сон и мојот дух се возбуди од желбата да го разберам сонот. Халдејците му одговорија на царот на арамејски. О, цару жив да си довека, раскажи им го својот сон на своите слуги, а ние ќе ти го откриеме неговото значење. Царот одговори им рече, мојата одлука е неотповиклива. Ако не ми кажете што сум сонувал и што значи сонот, ќе бидете раскинати до делови, а вашите куќи ќе станат гноишта.
Но ако ми го откриете мојот сон и неговото значење, ќе добиете од мене дарови и поклони и големи почести. И така, открите ми што сонував и што значи сонот. Тие одговорија, царот нека им го каже сонот на своите слуги, а ние ќе му го откриеме неговото значење. А царот рече, јас знам добро дека сакате да добиете во време, зашто знаете дека мојата одлука е неизменлива. Ако не ми кажете што сум сонувал, значи дека имате намера да ме измамувате со измамливи зборови и со измислици додека некако не помине времето. Затоа кажете ми го мојот сон, па ќе знам дали ќе можете да ми го кажете неговото значење. Халдејците одговорија пред царот, нема човек во светот кој би можел да му открие нешто такво на царот. И затоа ни еден цар, ма колку и да е голем и силен, не бара такво нешто од волшебниците, гаталците или звездарите. Тоа што го бараш царот, тешко е и нема никој што би можел да му го открие тоа на царот, освен боговите кои не живеат меѓу смртниците. Кажа ли нешто точно, меѓу другото, не знаејќи за вистинскиот Бог. Значи, Даниел, Мисаел, Анани и Азари, можеш да прочитам третиот, значи се уште ги учам и јас, веќе служеле од царскиот двор. Тука се, но веројатно не биле во таа елита и не ни разбрале за овој декрет. Не биле баш во тие елитни круги како млади, веројатно. Подоцна ќе видиме реакцијата. Меѓутоа, што сакав овде да кажам? Гледаме една ситуација, една озбилна ситуација, каде што царот, ништо невообичаено, сонил сон, меѓутоа заборавил на деталите. Не се сеќава. Веројатно сте имале некој такво искуство. Сакате да го пренесете сонот, има некои впечатливи делови, можеби нешто е матно и нешто не е ни битно и имате проблем со тоа. Царот заборавил што сонувал. И сега бара не само толкување на сонот, бара да му се каже сонот. Замислите, кој би можел да знае што јас сум сонувал ноќеска од вас? Или било кој смртник? Значи, не во мислите, не во умот, туку во подсвеста што сте имале и што сте виделе таа ноќ, затоа што соништата таму доаѓаат. На неверојатен тест биле ставени. И нормално се гледале како со убави зборови да му објаснат на царот дека тоа не иде така. Кој би можел да го знае сонот на царот. И сега во 12 стих понатаму гледаме дека му тропаат, му чукаат, така да кажам, на врата на Даниел. Од 12 стих го гледаме гневот на царот, се разгневи многу, се налути, та нареди да ги погубат сите вавилонски мудреци. Откако беше објавена наредбата за да бидат убиени мудреците, ги побараа Даниел, неговите другари, за да ги погубат. Значи и тие спаѓаат во сите тие мудреци, волшебници, гатачи, така натаму, сите оние кои што биле во таа елита околу царот и нив ги офаќа овој декрет. Тие без да знаат. Интересно е сега како реагира Даниел. 14 стих. Но Даниел му се обрати со мудри и умни зборови на Ариох, со кого се познавале, заповедникот на царските телохранители, кој одеше да ги погуби вавилонските мудреци. Тој му рече на Ариох, царски заповедник, зашто царот издаде толку строга наредба, први се прашува Даниел. Ариох му раскаже на Даниела, а Даниел отиде кај царот и го замоли да му даде времето, ке му го протолкува сонот, и Даниел влезе во својата куќата и им кажа се на Анани, Мисаел и Азари на своите другари. И сега, замислите си, ви чукаат на врата, издаден е царски декрет да се усмртат сите оние кои што нема да можат да го кажат и да го протолкуваат сонот на царот, на светската
велесила в тоа време. Како ќе се однесувате? Сигурно ќе се исплашите. Јас се сеќавам на моментот кога пукна првата пушка во Танушевци, или така велиме, и кога мене ми задзвонил на врата дома, значи тоа време бев резервна полиција, така ме ставиле, после отслужениот воен рок, и па и кога ми дојде она поврзано со тоа што баш служев таму кај Танушевци на граница, си викам, опа, јас сум печен за таму, го знам теренот и сред други работи. Ми звонат на врата и ја поима немав што се случува. Мислам, окей, слушнав, нели? Тоа веќе се слушна како вест. И онака во некоја недоумица, во збрканост, изедов и го потпишав тоа документот, мислам поканата. Тоа беше и последната што ја потпишав. Но не отидов на повикот. Се исплашив. Едно се исплашив, второ, мислам, тоа е факт дека се исплашив. Што сега ќе се правдаме. Значи, можеше после да ми доаѓаат еден куп изговори во глава, но се исплашив. Знаев дека нема да примам оружје во раце, тоа го знаев, тоа бев решен. Меѓутоа, лесно помина таа вечер, така ми кажа, после дека само ги собрале во полициска станица, таму во Свети Николе, седеле 2 сати и ги пуштиле пак дома. И толку, значи, поминав без никакви последици, но се исплашив. Оден на покана во ова време во кое што живееме. Замисли си, ви доаѓаат со покана, со декрет од царот. Или ќе му го кажете соно што го сонувал Нокески, или готово е со вас. И Даниел, дали гледаме страв, барем не е опишан. Не, он е присебен. Зошто? Па има целосна доверба на оној на кога му служи. Меѓутоа, таа доверба не се стекнува во моменти на криза. Туку постепено, таа доверба ја стекнал во моменти пред да настане кризата. Уште од порано. Значи, фино со убави зборови му кажува на Ариох да оди и да му каже на царот така и така. Додека царот предходно им кажал на овие други, дека вие само сакате да купите време, сега Даниел го купува времето, исто. Даниел бара време. А зашто време? За да ископа некаде од својата мудрост, решение. Знаете, денеска, во времето на Вавилон, денешен Вавилон, имате мудреци колку сакате. Се некои експерти, се имаат решенија за сите проблеми на човештвото, а човештвото има проблеми како никогаш порано. И се повеќе излегуваат на површина. Мудреци колку сакате. Што кажува Даниел? Значи се собира со своите другари, своите верни другари. Сите оние кои што во првата глава обстојале, цврсто се држале, за да молат милост од небесниот Бог, 18 стих, заради таа тајна, за да не загинат Даниел и неговите другари со другите вавилонски мудреци. Даниел се моли и за останатите и ќе видиме дека подосна и ќе побара да никој не биде погубен. Значи, ние не можеме да чекаме, прво, морам да ја завршам таа мисла за да преминеме на овој исто важен дел. Ние не можеме да чекаме некој кризен момент кога одеднаш ќе треба да стоиме цврсто на страна Божја, да со целосна доверба, онака стабилни како Даниел во овој случај. Ние мораме секој ден да се учиме на постојана послушност, да ја твориме Божјата волја, да му бидеме верни, за да кога ќе настапи моментот на криза, многу полесно го поднесеме. Онака херојски, односно како што треба, со полна доверба во Бога. И сега го гледаме оно што Даниел го карактеризира, дека
бара решение на овој тежок проблем. Значи, ви реков, невозможно е. Мислам, сите ние сме свесни да некој ми каже, синок, ја што сум сонувал. Значи, како можеш, кога ниеден човек не ги познава мислите на другиот човек, не може да ги чита, некојаш се обидуваме да го правиме тоа, меѓутоа најчесто грешиме, а камоли да му бркне во подсвеста. И Даниел го прави вистинскиот потек, се собира со неговите другари и му се моли на Господа. Решението знае дека е кај него. И одговорот стига, не знаеме за колку време, меѓутоа стига одговорот. И читаме понатаму 19 стих, и му се јави тајната на Даниел во ноќно видение, а Даниел го благослови небесниот Бог. Даниел го прифати словото и рече: Божјото име да биде благословено од века до века, негова е мудроста и силата. Тој ги менува добата и времињата, ги руши и ги поставува царевите, им дава мудрост на мудрите, а знаење на проникливите. Тој ги открива длабочините и тајните, знае што е во темнините и светлината живее во него. Тебе те славам и фалам, о Боже на моите татковци, зашто ми даде мудрост и сила. Еве ми го откри оно што те молевме. Ни го откри тоа што го бара царот. Која едноставност, која понизност на Даниел. Целата мудрост што ја има, му ја должи на Господа, ја примил од Господа. Веројатно, во она 3-годишно воспитување вавилонско, тоа што дали Навуходоносор, дали претходниот цар, односно Вавилон го сакал да го направи, е да го избрише ова од нив. Бидете сигурни дека Вавилон тоа денеска истото го прави. И од секојаш го прави. Таа елита светска, она што се подготвува да се прави со овој свет и веќе се прави, сака да бидеме нивни поданици. Затоа тоа го прават на разни начини, преку воспитување, преку искрена, на сите можни начини, преку закони и закончиња. Како што некој ќе каже во Европска унија, да, имате добри закони, меѓутоа имате еден куп закони и закончиња кои што немаат врска. Тоа е она што ќе проучуваме понатаму, веројатно, откако веќе се зафативме со оваа тема, која што Вавилон сакал да го извади од Даниел. Видите, рековме, мнозина се прилагодиле на тој систем, меѓутоа гледаме неколкумина кои што останале цврсто до Бога и до Божјата мудрост која што ја дава Бог. И заради тоа можеле и да толкуваат и соништа, односно Господ им го давал решението затоа што тие барале помош од Него. Воопшто не се удирале во гради и не се правеле тие дека можат нешто. Вели 27-28 стих пак подолу, кога Даниел е пред царот, но се ги читаме вака од 24 до 28 сепак. Даниел отиде кај Ариох, кому царот му нареди да ги погуби вавилонските мудреци. Влезе и му рече: не убивај ги вавилонските мудреци, одведи ме кај царот, па ќе му го протолкувам сонот. Видите, таа едноставност, таа понизност кај Даниел раѓа и сочувство. Тој не сака никој да загине заради ова. Тогаш Ариох неодлужно го приведе Даниела кај царот и му рече: најдов човек од заробените синови на Јудеја, кој може да му го открие на царот значењето на сонот. Царот му рече на Даниела, кој се викаше Валтазар: дали си способен да ми кажеш што сонував и што значи сонот? Даниел одговори пред царот: дали си способен, видите? Денеска си сите способњаковичи. Јас сум способен ова, јас сум способен тоа. Тоа е системот на Вавилон. Дали си способен? А Даниел му одговара на царот, 27-28 стих. Тајната што царот ја истражува, не можеа да му ја откријат на царот мудреците, волшебниците, гатачите и проколнувачите. Ама има на небото Бог, кој ги открива тајните,
а тој му го соопшти на царот на Навуходоносор она што ќе биде во последните денови. Еве го твојот сон и она што ти се привидело во постелата. И потоа му го објаснува сонот. Каде го насочува Даниел, дури и царот? На Бога, единствениот, вистински жив Бог на небото, кој што ги открива сите тајни. Драги браќи и сестри, гледате ли предноста што имаме? Ние ја имаме таа врска со тој Бог, ако ја имаме. Ние ги знаеме тајните. Дури преку самиот овој сон, па Господ открил што ќе биде се до крајот на историјата, на оваа земја. Ние знаеме што ќе се случува. За разлика од луѓето кои што се надеваат во нешто друго, се надеваат на луѓе, се надеваат на земски водачи, на некој мудрец од оваа земја кој што ќе најде соодветно решение за оваа планета. Планетата умира, нели гледаме? Се топат глечерите, од година на година се повеќе урагани, се пострашни невремиња, се поголем хаос ја зафаќа оваа планета. И ние знаеме кон што сето тоа води, меѓутоа ете, луѓето не знаат, луѓето се надеваат нешто друго. Ние сме среде тој Вавилон, ние сме како Даниел и останатите овде, кои што таа Божја мудрост треба да им ја пренесеме и да се заложиме за нивно спасение и ним да не им летне главата, како што еве Даниел исто така имал такво сочувство кон останатите овде, кои што не биле од негова вера и ништо немале врска со него. Чи мудроста и вистинското знаење доаѓаат од надвор од нас, а не од самите нас, и тоа директно од Бога. Денес во општество и во време кога се е релативно, нема апсолутна вистина, не постои, некој ќе му текне вака ќе верува, некој ќе му текне онака ќе верува. Еден експерт од оваа област, другиот од друга област и така натаму, и се надпреваруваат, кој повеќе знае, кој повеќе ќе мудрува, па затоа имате еден куп и дебатни емисии, па седите, па гледајте и губете време, на надмудрување. Јас тука ќе застанам, ќе продолжиме попладне, времето не гази, па повикани сте и вечер да дојдете во 18 часот. Ќе продолжиме со оваа интересна тема. Нека му е слава на Господа. Амин.